Оригиналниот ракопис од прогласот и останатите печатени прогласи на царот Леополд I од 1690 година, со кој го зема македонскиот народ по своја заштита, е најновата книга на која авторите магистар Александар Донски и Џони Тодоровски, која денеска беше промовирана на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Промотор беше академик Стојко Стојков, кој за последниот труд на авторите потенцираше. Тоа е еден документ во кој што гледаме дека се зборува директно за македонски народ и за македонци. Видовме во претходниот документ не се зборува за бугарски народ и за бугари. Кој е географски поем. Тоа е критичко издание, исто така помогна да се изјасни прашањето што лепдеше во нашата историографија. Како успеале овие двајца македонци да постигнат да бидат примени не од друг, а од еден од најмокните цареви на светот. Тие били офицери од неговата војска. Имало и други македонци таму. И тука допираме до една многу голема тема. Не е тоа Леополд кој измислува македонци за своите геостратешки цели, како што се случи со некои нации во соседство 200 години подоцна. Македонците сами доаѓаат кај него. Тие веќе биле тука. За авторите, пишувањето на книгата била предизвик од многу аспекти. Да, предизвикот се сведува на тоа што мораш да бараш по архивите точно кој е тој документ и бидејќи има голем број на документи кои што можеби не се баш тие документи што ги бараш и се додека ги најдеш, тоа е еден предизвик, али конечно кој ќе ги добиеш и кој ќе ги преведеш и кој ќе ги видиш и знаеш дека е тоа што го бараш, тогаш е, радосен, да кажам, возбуда. Дали ова веќе фрла ново светло за нашава македонска историја? Да, во секој случај пополнува една празнина, затоа што мнозина овде се прашуваа како можеле овие двајца македонци да стигнат на прием кај царот, кој што во тоа време бил една од најмокните фигури, како што реков, во светот. Модератор на денешниот настан беше професор доктор Оливер Цацков, а извадоци од книгата читаше Анастасија Донска.